Здруженијето на граѓани еднакви за сите од Кочани во соработка со Зонта клубот од Скопје, а со финансиска подршка на УСАИД, викендов реализираше едукативни работилници за елиминирање на семеното насилство. Работилниците беа реализирани во хотелот Аледар со активисти на Зонта од Скопје и од Здруженијето еднакви за сите од Кочани. Целта на денешната работилница е всушност личниот развој на сите луѓе, меѓутоа првенствено на жената. Ние овдека целта ни е првенствено на нашите гости, тоа се оние жени кои што патуваат со нас, што ги носиме од Скопје и од Велес, има од другите градови, меѓутоа и одзивот од Кочани е огромен, колку што слушнав, бројката ќе надмине 25, што ни е исклучително мило. Целта е личниот развој, да се фокусираме малку и на себе. Ако нашата цел глобална е да помогнеме на жените жртви, да се научат да го кренат гласот, ние треба малку и личниот развој да се посветиме на себе, да знаеме како тоа да го правиме и да полесно можат да се справат со можните проблеми во еднинаш кои што ќе им наидуваат при работа со жените жртви на семејно насилство. Започнавме со патувањата на 27 ноември, тргнавме Свети Николе, Штип, го поминавме Гостивар, Битола, Куманово, еве сме денеска Кочани, Струмица бевме, Новосело, утре одиме Пехчево, Берово, Струга, Дебар, Велес и завршната активност е во Скопје. Две цели имаме. Краткорочната цел е да станеме видливи преку бојата, портокаловата, која што не сме избрале ние, тоа е боја која што е на меѓународно глобално ниво, боја на Обединетите нации, кога станува збор за прашање поврзани со насилството врз жените и девојчињата, да станеме видливи и препознатливи, а подолгорочната цел е би сакале да постигнеме што повеќе и повеќе жени да сватат во што се наоѓаат, да го пријават насилството и да излезат од магепсаниот круг во кој што се наоѓаат. Инаку во деновите на викендот Кочани го посети портокаловиот женски автобус со активисти од Зонта клубот од Скопје, а се приклучи и активисти од Здруженијето на граѓани еднакви за сите и ученици од основното училиште Малина Попиванова од Кочани.